Добре дојдовте во Бизнис објектив. Низа забелешки упатени се до Министерството за здравство во однос на предлог законот за заштита од пушење. Од групацијата за производство на цигари алармираат дека, иако законот има добра намера, сепак ќе предизвика финансиски и економски последици, без при тоа да има значителни импликации во однос на здравствениот сегмент. Казината и обложувалниците бараат да бидат иземени. Инспекцијските служби пак сметаат дека е потребно подобро прецизирање на надлежностите за да се знае кој кого треба да казнува. Миријана Јовеска работеше на оваа тема. Ако се донесе како што е предложен законот за заштита од пушење, за да запалите цигара во угостителски објект, ќе треба да најдете локал што ќе има тераса целосно отворена од барем 3 страни или да нема покрив. Ако пак сакате да купите цигари, нема да забележите каде се продаваат, бидејќи ќе се чуваат скриени од видикот на купувачот. Бизнис секторот реагира. Иако голем дел од компаниите кои се засегнати од овие законски измени, како што се производителите на тутун и тутунски производи, трговците и угостителските објекти ја поддржуваат иницијативата со која ќе се зголеми свесноста за здравието на луѓето, сепак алармираат дека новините значат сериозен удар по нивниот, но и државниот буџет. Во нашата држава ние сме сериозни производители на тутун и тутунски производи, значи тука постојат Imperial Tobacco, Philip Morris, понатака сериозни производители на свеж тутун. Така да треба добро да се размисли, квалитетно да се размисли импактот што ќе се остави во однос на тоа производство на тутун. Приходите чинам дека се прилика околу 250 милиони евра. Во 2010 година, кога беше веќе овој закон воведен, мислам дека има една естимација дека прилика 10% од приходите од тутунот се намалени, а тоа сепак ќе значи сериозно намалување во буџетот на државата во однос на акцизи и во однос на ДДВ. Доколку се забранат основните типови на цигари, зошто со алтернативните типови на цигари не би се направило некои компромиси, да не биде така ригидно, затоа што имате алтернативни типови на цигари каде што немате согорување, немате катран, немате дим, нема штета по надворешната околина. Според групацијата за производство на цигари во рамките на Стопанската комора на Македонија, нацрт законот е направен според словенечкиот модел, но тој не може да биде применлив во земјава бидејќи двете држави се разликуваат по многу параметри. Например, во Македонија суровиот тутун е стратешка земјоделска култура чие одгледување, производство и откуп се стимулирани од државата и тоа во историски најголем обем на откуп и цена. Дополнително се очекува забраните на домашниот пазар да ја поттикнат нелегалната трговија на тутунски производи во земјава, што исто така негативно ќе влијае врз државниот буџет. Ќе доведе до сигурно намалување на работните места во тутунската индустрија и угостителскиот сектор, како и тежок удар врз малопродажниот трговски сектор кој се очекува да ја загрози екзистенцијата на повеќе од 4000 малопродажни места, посочуваат од Стопанската комора. Дел од малите семејни бизниси како тобака и мини маркети стравуваат дека ќе бидат принудени целосно да ги затворат продавниците, бидејќи најголемиот дел од нивните месечни приходи се должат на склучените долгорочни договори со тутунската индустрија. Особено сме погодени сите што изминатите години инвестиравме значителни средства за да го уредиме продажниот простор за продажба на тутунски производи, од кои реално го заработуваме најголемиот дел од приходите, пишува во соопштението од малите трговци. Реагираат и од Асоциацијата на приредувачи на игри на среќа, кои досега не беа специфично спомнати во законските решенија, како што е случај со новите измени. Тие велат дека законот пропушта да дефинира места каде може да се пуши и исполнување на одредени услови за простори за пушачи. Со оглед на природата на нивната дејност и фактот дека влезот е забранет за лица под 18 години, приредувачите на игри на среќа бараат наместо целосна забрана во нивните објекти да има начин да се овозможат простори за пушење. Од ССК забелешки упатуваат и во однос на брзината на носење и стапување во сила на законот, без при тоа да се овозможи период на адаптација. Можеме да претпоставиме дека овие бизнис чинители имаат залихи. Што би правеле тогаш тие со тие залихи во нашата држава? Можеби понатака ќе ги изнесат на црн пазар. Но во секој случај мислењето на Сојузна стопански комори е дека тој закон и треба да се донесе, но поентата е тука дека начинот како би се извело тоа е суштинското, есенцијалното прашање.
Угостителите конкретно реагираат дека ако целосно се забрани пушењето, ќе се намалат и нивните приходи, но ефектот верижно ќе се пренесе и на приходите на добавувачите на храна и пијалоци, бидејќи помалиот промет во рестораните значи и помали набавки. Тоа пак може да доведе и до намалување на бројот на вработени, предупредуваат угостителите. Вакви закони се донесени во соодветни западни земји, меѓутоа сето тоа се одвивало со години. Нивните коментари се дека, например, чинам дека беше во Велика Британија од 2007 година почнате тој закон да се имплементира, па дури 15 години фазно се имплементирал. Предлози и можни решенија во која што рамка би се движело донесување на самиот закон, така да може тука да ги посочиме. Тоа е фазната имплементација и реалниот период кој што е потребен за адаптација. Понатака, финансиската подршка и стимулативните мерки за малите и средни предпријатија, бидејќи се работи за некои доста мали, имаат штети кои што ќе ги претрпат. Јасни, недвосмислени и фер правила за спроведување на законот. Понатака, создавање и јасно регулирање на надворешните зони на пушење, кое што исто така го искоментиравме значајно. Паралелно вложување во програми за едукација и подршка за одвикнување на пушење и континуиран мониторинг и собирање релевантни локални податоци. Министерството за здравство оправдание бара во податокот дека пушењето е водечка причина за смртност и хронични болести. Според податоците на Светската здравствена организација, над 45% од возрастната популација во земјава пуши, што ја става Македонија меѓу земјите со највисока стапка на пушачи во Европа. Директните здравствени трошоци за лекување на болести предизвикани од пушење надминуваат стотици милиони денари годишно. Бизнисите нема да се затварат, бидејќи ние не забрануваме пушење на цигари. Тие луѓе што пушат може да пушат во одредени простори, како што се тераси отворени од три страни, значи кафичите и локалите може да креираат таков тип на инфраструктура ако им е битно за бизнисот. Министерот за здравство Алиу Зателма вели дека веќе одржале неколку состаноци, но ќе ги разгледаат сите реакции, идеи и предлози и ќе разговараат со сите засегнати страни. Ова е сепак само работна верзија на законот, вели министерот, посочувајќи дека има простор за измени, а што ќе биде прифатено зависи од експертскиот тим. Граѓаните со различни ставови. Се враќам од Канада после 30 и кусур години за овде да се вратам да живеам. Не можам да седнам во ниеден ресторан, во ниедно место. Тие, знаете како направија? Тоа се вика реверсна психологија. Забранија надвор на патио да се пуши, а внатре дозволија. И луѓето се навикнаа за надвор да не пушат, така да кога дојде законот за внатре да не се пуши, никој не пуши скоро таму. Многу ретко. Баш кај што цигарите се $25 една кутија, па изволте пуши. Тој што е навикнат да поштува, ќе поштува и построги правила и закон за пушење. Сметате дека ќе се намали бројот на пушачи со поригорозните правила? Кој како има пари така. Не треба да се пуши ни во затворени простори, ни на јавни места. Сметате дека на овој начин ќе се намали бројот на пушачи? Па дали ќе се намали или не, зависи од психологијата на луѓето. Така треба да биде. Да забранат. Ја не сум пушач, ама така треба да биде. Да забранат да не се пуши. Не ми се допаѓа, затоа што мислам дека има многу попаметни работи на кои може да се фокусираме. В случај да помине законот? Не верувам. Дека би помогнало да ги оставам цигарите. За само еден месец од сега, поточно од 1 март, стапува во сила новиот закон за пушење, кој што носи построги правила. Нема да може да се пуши ниту на автобуски станици, ниту во приватно возило во присуство на деца. Казните за физички лица достигнуваат до 300 евра, а за правните лица до 5000 евра. Од Државниот пазарен инспекторат не информираа дека само во месец декември по овој основ се направени 273 надзори на цела територија, а издадени се прекршочни платни налози во износ на 37.000 евра. А каква е потрошувачката на пиво во земјите од Европската Унија? Во 2024 година во Чешка по глава на жител во просек се трошеле по 126 литри пиво, по што следуваат Австрија со 98 и Германија со 88 литри. Од земјите во регионот,
Во Бугарија просечната потрошувачка е 80 литри, Хрватска 79, Словенија 76, а Грција 41 литар по глава на жител. А каква е потрошувачката на пиво во Македонија? Во просек, македонските граѓани пијат по околу 40 литри по глава на жител. За состојбите во индустријата со пиво разговарав со Огњен Лазич, генерален директор на Пивара Скопје. Огњен Лазич, добро дојдовте во Бизнис Објектив. Хвала и добро вас нашли. Еве за почеток стартувам со податокот дека Скопска пивара учествува со 1% во бруто домашниот производ. Од тука релевантен одговор од вас е каква е состојбата во ова индустрија и кои се очекувањата и паралела какви се состојбите во регионот? Хвала на питању. Као што сте рекли, ми учествуваме со околу 1% у бруто друштвеном производу. Наша компанија прави индиректно и директно околу 8700 радних места у нашој држави. И с друге стране радимо со околу 1000 домаќих добављача и преку 12.000 купаца на тржишту. Така да, после година, после короне, која су нам биле изазовне, имали смо раст нашeg тржишта кој прати генерално потрошачку моќ. Onda su naišle godine sa inflacijom, sa izazovima makroekonomskim koji su došli s polja. Tako da mogu reći 25. godina bila je jedna od vrlo izazovnih godina za nas i ona nam je pokazala da moramo biti blizu tržišta, brzo reagovati, pratiti trendove, jer naši potrošači stalno očekuju nove inovacije, da pratimo trendove i da izbacimo nešto novo na tržište što će ih konstantno osvežiti i povećati potrošnju naših proizvoda. Mi kao lideri u kategoriji bezalkoholnih pića sa Coca-Colom i piva sa Skopskim imamo tu dužnost da pratimo trendove i da na vreme odgovorimo na nove potrebe koje se stalno menjaju i to dolazi iz sveta, ali i ovde je vrlo relevantno. Ја споменавте макроекономската политика, но и инфлацијата. Како тие влијаат врз работењето на индустријата? Svedoci smo prethodnih par godina da smo imali vrlo visoke inflacione stope. Ono što možemo vidjeti da već krajem 25. godine smo ušli čak i u blagu deflaciju, da smo imali mesec na mesec i nižu inflaciju nego prethodne godine. Tako da bih rekao da se krajem 25. inflacija vraća u neke normalne koridore i za 26. godinu naša trenutna predviđenja su da ćemo biti u okviru sa projektovanom inflacijom između 3 i 4% za 26. Naravno, ograđujem se da sa svim stvarima koje trenutno vidimo, ali smo isto tako naučili da moramo biti obazrivi i da iz meseca u mesec mogu se okolnosti promeniti. Тука се како се и геополитичките случувања во регионот, во светот. Tako je. Evo, svedoci smo sad i samita u Davosu i svih drugih najava oko teritorijalnih pretenzija velikih sila i nekih partnerstava koje dugo traju, da jednostavno moramo biti stalno oslonjeni na sebe i da pratimo geopolitički što se dešava, ali da ulažemo u sebe i svoje kapacitete, možemo odgovoriti na bilo kakve promene u odnosu na očekivanja koje smo imali za 26. godinu. Od toga stabilnosti kursa, inflacije koju očekujemo i jedna od najbitnijih stvari sigurnosti supply chaina, znači da imamo dostupnost robe jer postoje i tarife koje mogu da se uvedu, mogu biti neke druge izazovi koje ne očekujemo u ovom trenutku, ali na nama je da pravimo taj scenario planning i da imamo kapacitete i resurse ljudi da odgovore brzo na bilo kakve promene koje mogu doći zbog geopolitičkih promena. Што вели тоа сценарио кое што го споменавте од аспект на тоа кои се ризиците и како тоа би се одразило на цените? Ја споменавме инфлацијата, макроекономските политики. Pa mi kao Pivara Skoplje smo deo velike grupacije Coca-Cola i Heineken, tako da smo deo sistema koji prati makroekonomske rizike i to, mogu da kažem, dosta smo ih već uključili u naše planove i nadam se da smo dobar deo pokrili. S druge strane, postoje mnogi rizici o kojima ne pričamo, to su cyber rizici, nedostatak radne snage i svi neki drugi rizici o kojima se manje priča. Tako da mi gledamo da imamo stalno, da kažem tako, biznis registar svih rizika koji mogu da nas nađu, ali uvek moramo biti fleksibilni da će se nešto desiti što nismo očekivali. Zbog toga, jedini pravi način da se na to odgovori je da kontinuirano ulažete u vaše ljude i u vaše sisteme
digitalne sisteme i u ljude, u njihov kapacitet da mogu da se prilagode i da brzo reaguju na promjene na tržištu i na neočekivane stvari. Od aspekt na ceните, da li se očekuje eventualna promjena? Pa mislim da je vreme velikih inflatornih udara iza nas. Trenutno ono što gledamo za narodni period, mislimo da će se to vratiti u neke normalne koridore koji su i pre, da kažem, i COVID-a bili između 2-3% godišnje, što je zdravo za ekonomiju. Ipak 0% je stagnacija, stagflacija. Tako da neki low single digit inflatorni koridori su zdravi za ekonomiju, visoka inflacija nije zdrava. Tako da ono za sad što vidimo je da će se to vratiti u neke redovne, normalne koridore. Каква е потрошувачката на пиво и на безалкохолни пијалоци во Македонија и каква е, ако ја направиме споредбата и со регионот и со европскиот просек? Pa pre svega ponosni smo da imamo vrlo stabilnu i veliku bazu naših potrošača, tako da što se tiče bezalkoholnih napitaka, tu smo sa jednom od najviših potrošnji u regionu i svetu. Mogu reći čak u Evropi, mislim da potrošnja Švepsa je jedna od najvećih u Evropi Šveps brenda. S druge strane, što se tiče piva, mi smo negde na 40 litara per capita, što nas u regionu svrstava među niže zemlje, ali s druge strane, pitanje s kim se poredite, na primjer Češka je na nekih 157 litara po čoveku, dok na primjer Indija je na 5 litara. Tako da mi ako uzmemo sad malo šire, pogledamo svet, mi smo negde, da kažemo, u zlatnoj sredini i što je jako bitno, imamo stabilnu potrošnju, imamo lojalnu bazu potrošača kojima mi stalno odgovaramo sa novim inovacijama, sa novim propozicijama koje im nudimo, ali na nama je naravno da kroz praćenje potreba naših potrošača da kontinuirano nudimo osveženje i da povećavamo potrošnju. Tako da imamo čak i neke, da kažem, čak i u okviru zemlje imamo regionalne specifičnosti da, ako se ne varam, recimo Kumanovo je jednom od najvećih potrošnji, tako da po glavi stanovnika, tako da ima dosta lokalnih specifičnosti na kojima mi treba da radimo, da razumemo potrebe naših potrošača i kako da im najbolje odgovorimo kako bi se potrošnja iz godine u godinu kontinuirano dizala i da odgovorimo svim njihovim potrebama. Има ли делови во Македонија каде што повеќе се пие алкохол? Какви се навиките на потрошувачите? Дали се сменети изминатиот период, бидејќи гледаме дека тие се менуваат не само кај нас, туку на светско ниво? Pa ja bih rekao da smo svi mnogo sličniji nego što mislimo da smo različiti. Mislim da se globalno neke navike menjaju, da je manje druženja, okupljanja, kod kuće proslava ili praćenja utakmica, a više smo na screen time-u i digitalnom svetu. Ono što mi nudimo i podstičemo kontinuirano, jako je bitno okupljanje, da li su to porodični ručkovi, da li su to zajedničke proslave. To su neke stvari koje ja mislim da je ipak i regionalni globalni trend, da to nisu samo lokalno relevantni, tako da jedna od lepših stvari je da u Makedoniji je vrlo stabilna potrošnja i trendovi su dobri, dok na zapadu malo više vidimo da ide ka individualizaciji i manjem zajedničkoj, da kažem, potrošnji. Споменавте дека се повеќе сме на екраните, на телефоните. Вештачката интелигенција е тука, зема се поголемо учество во работата на компаниите. Колку таа може да се вклопи во оваа индустрија и колку вие ја користите? Pa, veštačka inteligencija je tu i ostaće. Na nama je kako ćemo da je prihvatimo i da je uključimo u naše dnevno poslovanje. Mi kroz naš sistem i infrastrukturu dosta stvari smo već pokrenuli i uključili smo u svakodnevno, od toga kad pišemo, kad imamo poslovnu korespondenciju, mailove, do spremanja prezentacija, dosta već uključujemo veštačku inteligenciju da nam pomogne da sumiramo i da velike i kompleksne materijale svedemo na 2-3 strane, da nam je pitko za razumevanje. Opet, finalna odluka i to šta ćemo da uradimo sa tim materijalima je na nama kao zaposlenima. Tako da, nama ono što veštačka inteligencija omogućava je da veliki broj podataka i vrlo sve veći pristup imamo velikim izvorima
mi to zovemo insighta ili podataka, da možemo lakše da obradimo i da možemo lakše donositi odluke. Naši potrošači sve više traže personalizaciju, tako da nama veštačka inteligencija u budućnosti treba da pomogne da naš proizvod može odgovoriti svim individualnim potrebama naših potrošača, da li to bilo regionalno, da li to bilo po starosnoj grupi, tako da ćemo mi morati da, kako kažem, da više koristimo buduće sisteme da bismo mogli da zadržimo relevantnost naših kategorija i na vreme odgovorimo potrebama. Што тоа ќе значи за работната сила? Ќе се изгубат ли некои работни места, односно дали вештачката интелигенција практично закана за работниците? Pa deficit radne snage mislim da je zadnjih par godina prisutan, da to nije sad došlo sa veštačkom inteligencijom. Veštačka inteligencija treba da nam pomogne da određena radna mesta, da kažem, olakšamo, da možemo da se mi fokusiramo i usmerimo na više kvalifikovana radna mesta, a da nam veštačka inteligencija pomogne oko manualno intenzivnih poslova ili, da kažem, baš tih sumiranja sa 100 strana na 2-3 strane. Mi, kao što sam već rekao, mi kao pivara direktno i indirektno zapošljamo 8700, tako da šta god 8700 radnih mesta podržavamo u zemlji. Tako da na nas direktno utiče tržišne radne snage i ono što mogu da kažem da se trenutno dešava da kvalitetna radna snaga i kvalifikovani radnici imaju dobru poziciju na tržištu, da se kompanije bore i mi kao kompanija gledamo kako da pored plate ponudimo druge benefite od toga kakav je karijerni put, kakve su mogućnosti za učenje, kakve su mogućnosti za promenu radnog mesta, za dalji razvoj i usavršavanje, kakva je podrška porodici, lokalnoj zajednici, da imate osjećaj da to što vi svakodnevno radite od 9 do 5, od jutra, da doprinosite ne samo direktno kroz vašu platu, nego da doprinosite i sopstvenom razvoju, ali isto tako podršci i lokalnoj zajednici. Тука се повеќе се зборува и за 4-дневна работна недела, иако тоа тешко се воведува се уште и во европски и светски рамки. Tako je, nama i veštačka inteligencija i razvoj digitalnih platformi treba da olakša da više nije pitanje koliko se radi, nego kako se radi. Bitan je kvalitet, a ne kvantitet. A na nama kao poslodavcu će biti da mi nudimo najbolje šanse i da budemo atraktivni. I zato mi je drago da znam da smo proglašeni za jednog od najpoželjnijih poslodavaca za par godina i da ćemo kontinuirano ulagati da privučemo talente kod nas i da pomažemo da se dalje razvija kvalifikovana radna snaga. Tako da, moj savjet bi svima bio, ulažite u sebe, kontinuirano se usavršavajte i razvijajte i onda se nećemo imati izazove sa veštačkom inteligencijom, nego čak više to će vam biti pomoć da se dalje razvijate. Каква е состојбата со профитите и приходите? Растат низ годините. Како заврши 2025 година и кои се очекувањата за оваа година? Јасно е тука дека треба да се вклучат и оние предизвици кои што претходно веќе ги зборувавме. Pošto smo tek zatvorili godinu, još je vrlo rano da pričamo o konkretnim ciframa. Ono što mogu reći da naša strategija je razvoj 24/7 portfolija i kontinuirano rad na razvoju svih kanala prodaje i usavršavanja naših zaposlenih, da mi iz godine u godinu rastemo i da smo i 25. ostvarili još jednu vrlo uspešnu godinu. Tako da mislim da strategija koju smo do sad imali će nam pomoći i u 26. i 27. i u narednim godinama da kontinuirano investiramo kako u zaposlene, tako i u našu infrastrukturu, proizvodne kapacitete, digitalne platforme koje će nam pomoći da nastavimo da rastemo iz godine u godinu i da budemo jedna od najuspešnijih kompanija. Но кои ќе бидат најголемите ризици годинава? Trenutno mislim da smo na većinu rizika koje smo videli adekvatno odgovorili. Ono što najgolemiji ti rizici, ja bih rekao, geopolitički koji još uvijek ne možemo da predvidimo, stvari koje nisu u našoj kontroli. Stvari koje su u našoj kontroli od pada potrošačke moći i konzumacije, mi smo već pripremili programe lojalnosti potrošačima, pripremili smo komercijalne aktivnosti koji će da odgovore promenama ponašanja potrošača i onome što mi već vidimo. Tako da za neke goleme te rizike koje smo vidjeli smo već pripremili aktivnosti kroz biznis plan za sledeću godinu. Tako da, ja bih rekao, najgolemetiji rizici su možda neki makroekonomski, eksterni koje trenutno ne možemo da sagledamo u ovom trenutku.
Дел од производите кои што ги имате се извезуваат, меѓутоа како да се зголеми извозот од вашата компанија? Дали за тоа се размислува? Нама као компанија пред свега е фокус на домаќи тржиште и тоа нам е, да кажем, главно тржиште где желимо да растеме и да се развијаме и да будеме лидер као и до сад, а сва знања и успехи со овог тржишта реплицираме и на регионални тржиштима, така да ми смо за безалкохолни напитки око треćine радимо извоз и снадбевамо околна тржишта. Ту нам е главна предност да будемо континуирано иновативни како кроз пакувања, така кроз квалитет наших производа, па да можеме да служимо као регионални центар за снадбевање. С друга страна, такође у категорiji пива, ми снадбевamo околна тржишта, негде око 25% нашег промета пива е извоз и исто тако cilj nam je da sve inovacije i odgovore na potrebe naših potrošača možemo da repliciramo i na izvoz i naravno naša dijaspora da možemo da pošaljemo njihovo omiljeno skopsko da mogu da piju gde god se nalazili na zemaljskoj kugli. Ви благодарам за ovaj интервју. Hvala. Стекнувањето Мишелин звезда од една страна нуди меѓународно признание и престиж, а од друга страна бара огромни трошоци за континуирано подобрување на квалитетот и го исцрпува тимот кој постојано се бори за перфекција. Во регионот Хрватска е предводник со вкупно 13 ресторани со Мишелин звезди. Во Србија има 2 и третиот е во процес на добивање, односно веќе има препорака да биде дел од ова престижно семејство. Има неколку ресторани во Грција, но нема ниту еден во Албанија и Бугарија. За Македонија има одредени препораки, но не станува збор за класичен, туку за млечен ресторан и тие препораки се однесуваат единствено на конзистентноста на квалитетот. На оваа тема зборувавме со универзитетскиот професор Климент Наумов. Ако се следел некој квалитет во одредено време, например во минатиот систем, кога имало одредени вредности, сега во поново време тоа не се следи. Најважно е да новоотворените ресторани да функционираат, да има обрт и многу малку, ретко кој внимава во поглед на квалитетот, а особено на тој конзистентен квалитет. Тоа значи дека од посета до посета треба квалитетот да биде на одредено ниво, да не паѓа, а напротив да расте. Кај нас има одредени светли точки, се јавуваат веќе во поново време во последните неколку години и навистина добри ресторани кои што го запазуваат квалитетот, има навистина добро инвестирано во поглед на екипираноста, во поглед на човечките ресурси, во поглед на она што станува збор за добро премена кујна, добар амбиент, простор каде што ќе се послужува и така натака, но верувајте и во светски рамки во една Франција, например Филип Еџебест, кој што е исто, тој е шеф кој што е собственик на Мишелин ресторан, тој за да го финансира ресторанот има отворено уште 3-4 франшизи на ресторани со брза храна, за да може да прави компензација во поглед на загубите кои што ги трпи на дневно ниво. Сепак ова е скап спорт кој што не може туку така да действува, да функционира сам по себе. Треба навистина многу внимание, многу инвестиции, многу пари кои што кај одреден број на собственици или менаџери на тие предпријатија би биле нелогично да ги трошат. Но сепак не значи дека за да добиете Мишелин звезда вие треба да имате, енормно инвестирање во вашите капацитети. Колку што е добро, колку што е еден бенефит да имате Мишелин звезда или да бидете шеф со Мишелин звезда, тоа многу шефови го сметаат и за одредено проклетство, бидејќи најмногу, наместо да се надоградувате самите себе си, да посветувате внимание во вашата конзистентност, вие треба да го посветите вниманието, да се расплините, да се расеете на многу страни, за да ја задржите таа Мишелин звезда, бидејќи многу нешта не зависат од вас, како шеф. Тука сепак се работи и за живи луѓе,
под вас е други шефови, сушефови, помошен персонал и само една грешка кога ќе дојде тој момент на инспекција, една грешка е доволна за вие да ја изгубите таа звезда. Ви благодарам на вниманието и секако ве поканувам да не следите и на нашите социјални мрежи. Од мене пријатно.